Голем број куќиња кои со години талкаат безпомошни низ охридските улици сега имаат нов дом благодарение на Маја и Сузана, активистки за заштита на животните од Охрид. Тие имаат благородна мисија спасување на бездомни куќиња за да не бидат згазени, отруени или дислоцирани, како и пронаоѓање на сопственици кои би се грижеле за нив. Се почнало пред 5 години. Покрај тоа што ги храневме, ако видевме дека некоја е женка или е во циклус, приватно ние самите ги стерилизиравме, ама за жал ги враќавме на улица. Пред околу 3 години, помалку од 3 години, започнавме со самостојно вдомување. Ги спасувавме куќињата и по идеја на Сузан ги чуваме во куќата на нејзината мајка. Значи куќата е направи како мини шелтер. Решавањето на проблемов што треба да го решава општинава, градов да речам да го решава, остана на нас. Претходно имаше и други здруженија, вдомија и тие повеќе куќиња од Охрид, ама тие прекинаја веќе и се останавме само ние. За 3 години успеале да вдомат повеќе од 300 куќиња во Велика Британија, Белгија, Холандија и Германија. Процедурите за заминување во странство и не се баш едноставни, понекогаш траат и по неколку месеци. Ние направивме како наша страна, таа се вика Suzan's Rescue Dog House, така ние ја крстивме за странците и комуницираме со нив преку интернет. Преку видеокол правиме повици со нив, разговараме, ги проверуваме луѓето. Се прави месенџер чет во патот, мислам, кога патуваат со домувачите и со нас, многу интересно, многу возбудливо и за домувачиве и за нас. Испраќаат слики. Не е мал бројот и на оние кои кога ќе дојдат на одмор во Охрид слушаат за нивната работа и сами се одбираат куќе од улица. Идните сопственици пред да го добијат куќето, потпишуваат договори со кои се обврзуваат дека ќе се грижат за него. Со тоа се обврзани дека во случај да се откажат од куќето, не смеат тоа да го направат, пример да го дадат во шелтер таму или да го препродадат или, значи морат нас да не известат во случај на болест или од било кои причини ако се откажуваат од куќето, потоа ние го ревдомуваме тоа куќе. Исто така тие се должни да ни испраќаат, како што кажа Сузан, фотографии, ние цело време сме во контакт, ние сме тие што тоа го координираме. Не завршува нашето со тоа што куќето ќе го спасиме од улица и ќе го испратиме и ќе замине. Ние се грижиме за тоа куќе додека е живо. А една од стотината срекници е и куќето Мейсон, кое сега има топол дом во Лондон, Велика Британија, откако Маја и Сузана го спасиле од улица, каде го нашле со исечени уши среде туристичка сезона. Велат дека културата на чување миленици во Северна Македонија е се уште помала и затоа повеќе се одлучуваат да вдомуваат низ Европа. За намалување на бројот на уличните куќиња велат дека се потребни повеќе мерки. Неизбежно е и мора да постои во секој град да има шелтер. Тоа е работа на општината. Мој предлог е во тие шелтери да има вработено љубители на животни, затоа што не може секој да ја работи таа работа. Единствено соработка засега во Охрид што е позитивно, има дел од куќината кои што се земаат, се стерилизираат и се враќаат. Не 300, 3000 да вдомиме, ако овие работи не проработат, џабе е. 5 ќе вдомиме, 50 ќе ги најдиме. Дури нема струги мерки. Да има закон, секоја куќа што има, мислам секој човек што има куќе, да е стерилизирано, да е чипирано. Значи сите улични куќиња не паѓаат од небо, тие се секој испуштени. Сметаат дека е неопходно да се контролира размножувањето на куќињата, да има казни за сопствениците кои ќе ги испуштат куќињата на улица, како и да се казнува секое убиство или труење, бидејќи случаите на труење на улични куќиња е честа појава. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.